Наместо реформи, македонското правосудство продолжува да тоне. Со изборот на нов председател на Врховниот суд и 6 нови судии во Скопска апелација, и тоа со прекршување на процедурата, Судскиот совет ја продолжува праксата на доуништување на судството. Изборот на новите судии, освен што може да падне поради груби повреди во самата постапка, е компромитиран поради оспорениот легитимитет на 5 членови на Советот, на кои собранието им изгласа недоверба. Според експертите, во последните неколку децении во Македонија повеќе се говори за права и привилегии, но не и за одговорност. Доколку сакаме да имаме прогрес во општеството, мора да постои одговорност. Ние ги гледаме нашите граѓани кои што уживаат бројни привилегии, дотолку повеќе избраните функционери ги уживаат своите права и привилегии, но кога станува збор за одговорноста, можеме да заклучиме дека се наоѓаме во една голема, длабока криза. На истав е и поранешниот универзитетски професор Борче Давидковски, според кој доколку сакаме да имаме прогрес, мора да постои одговорност. Тој смета и дека Македонија се ставила во ситуација да има недостиг на судии и обвинители поради тоа што една генерација на кандидати не беа примени на Академијата за судии. Дојдовме до ситуација дека една генерација не се прими сега за кандидати за Академијата за судии, автоматски останувме, а 3 години треба да таа генерација да после 3 години да пополни 100, например, суди и обвинители, и сега се дојде до ситуација да има кусок на и суди и обвинители од различни судови, од различни апелациони подрачја, различни пресуди се носат. Па имаме пресуда некаде за со смртни последици да иде условно, па некаде да се добијат 8, 10, 12 години затвор. Ми имавме 353, познатиот член од Законот злоупотреба на службена должност. Имаше доста тешки казни за тоа. Го сменија 353, зема автоматски со таа измена на законот со укинување на тој став, едноставно 80% од делата застаре. Инаку Судскиот совет вчера го избра врховниот судија Африн Фидани за председател на Врховниот суд на Македонија. Фидани беше избран за председател со 8 гласа за и 5 против, а против кандидат му беше доскорешната председателка на Врховниот суд Беса Адеми, која доби само 2 гласа за, 11 гласа против и многу критики за својот однос кон Судскиот совет.